Калугерица се наоѓа во падувите на планината Смрдешник, на 10 километри од Радовиш. Потеклото на селото не е утврдено, но се споменува дека во него порано живееле претежно жители од турска националност. За настанокот на Калугерица постојат неколку легенди и преданија. Според народните верувања, се претпоставува дека во дамнешно време во селото имало калугери, но со доаѓањето на турците тие биле иселени. Во знак на сеќавање на тие калугери, и селото го добило името Калугерица. Калугерица постојала кога дојделе некои калугери, направиле горе у планината манастир. И там се живеале и по име го нарекле селото Калугерица. А долу се викал Калугер дол, оче живеале многу време калугерите. А кога дојделе војниците, ка бидело војна, турците ка наклегле, испотепале ги калугерите, исчинали, испребегалели, са испотепале, што останале само 7 куќи каури. Тоа се напонило селото, сето турци. И многу лошо правиле турци тогај на каурите. Не смејале бишки вонката кола, ту натре си ги раниле. Удиле дома, насилувале ги жените преку кабеджици и мало бегале старите баби. Ке викат они дека сините, она вика не чувам синче, глува сам, посилно кажи, вика сину ке бега преку кабеджико ке излезе или преку джамо. После па на них ке тепат турците, ке чинуват и така. Видело селото Калугерица од това настанало. Жители од македонска и турска националност, Калугерица важи за едно од ретките села во кое етничката припадност е на највисоко ниво. Ова е една од причините за постојан пораст на жителите во овој регион. Иако и овде младите се иселуваат за подобра екзистенција, сепак денеска Калугерица е една од најголемите села во општина Радовиш. Населеното место Калугерица е едно од повеќето населени места кои што се наоѓаат на територијата на општина Радовиш и навистина едно од поголемите села во Радовиш кое што екзистира на нашата територија и можам слободно да кажам е едно од ретките села можеби во Република Македонија каде мултиетничноста, односно соработката и соживотот меѓу двете заедници кои што живеат и екзистираат во ова населено место е на највисоко можно ниво. Знаете, таму живеат и македонци и турци и навистина можеме да се пофалиме за највисок степен на меѓусебна почит и толеранција. Во контекст на ова можам да кажам дека еве од оваа година за прв пат стартувавме еден пилот проект за да дечињата во најраната претшколската возраст спроведуваме исто така еден мултиетничен проект да и дечињата од македонската националност го изучуваат турскиот јазик, а учениците од турската националност да предавањата ги следат на македонски јазик. И фактички имаме ангажирано две воспитувачки, едната е по националност македонка, едната турчинка, која што еве се во пракса се покажа како еден интересен и доста прифатлив проект и за двете етникума кои што екзистираат односно кои што живеат во селото Калугерица. Иначе во делот на образованието можеме да се пофалиме дека селото Калугерица можеби го има едно и од најсовремените услови за одвивање на воспитно-образовниот процес, кое што училиште изградено некаде пред 10 години и навистина ги задоволува сите тие стандарди. Со наша помош оваа година во склопот на училиштето изградивме едно прекрасно мултифункционално игралиште, да и во делот на наставата по физичко образование ја докомплетираме со оваа инфраструктура. Во делот на останатите услови кои што треба да и се приуштат на жителите на ова населено место, можеби како општина во изминатиот период немаме доста направено или немаме доволно направено за да ги создадеме сите тие услови кои што му се потребни на едно современо село во денешницата, но нашите планови и визии апсолутно не одминуваат и Калугерица. Во наредниот период, посветено работиме да и во ова населено место создадеме навистина основни или современи услови за живот. Во ова насока мислам дека на канализациониот систем кој што треба да се изгради, кој што е можеби најгорши проблем за населеното место Калугерица,
и веќе сме во завршна фаза на докомплетирање на проектната документација и 2014 очекуваме втората половина да Транспорт и врски Министерството распише и тендер за да втората половина 2014, најкасно 2015 почетокот ја го затвориме и ова горливо прашање кое што се однесува на населеното место Калугерица, а од сопствениот буџет за 2014 година апсолутно значи ќе дадеме акцент на одредени инфраструктурни проблеми кои што ќе се однесуваат на граѓаните од село Калугерица. Со наши средства ќе бидат изградени и асфалтирани 2 улици во самото населено место, а двете соседни населени места, бидејќи и клучката на магистралниот пат М6 е баш на потегот помеѓу овие две села Калугерица и Подреш, значи овие две села Калугерица и Подреш ќе бидат поврзани со асфалтен пат, значи во должина некаде од 4 км со помош на средства од Светска банка од 2014, бидејќи веќе сме во завршна фаза и сме во фаза на објавување на тендер. 2014 година ќе овие 4 км од патот Подреш Калугерица ќе бидат асфалтирани и мислам дека полека ќе почнеме да дадеме до еден позитивен сигнал од наша страна дека апсолутно и граѓаните, односно жителите на село Калугерица и како се почитувани од страна на општината Радовиш. Со наша помош, благодарение на големиот ентузијазам кој што го имаат калугеричани, ние така си ги викаме во Радовиш, популарно, значи во делот на спортот, од оваа година тие активно се вклучија и во општинската фудбалска лига со свој фудбалски клуб и во таа насока апсолутно ќе помогнеме да го одржат својот фудбалски клуб и да и понатаму продолжат да се надпреваруваат во општинската фудбалска лига, а исто така разговараме со жителите и со председателот на местната заедница да од наредната година пробаме со заеднички сили да го реактивираме постоењето на културното уметничко друштво Извор од селото Калугерица, за да и на најмладите и уште у мали нози дадеме можност да ја негуваат традицијата и да бидат дел од сите тие културни збиднувања на територијата на општина Радовиш, а и пошироко. И значи благодарение на таа соработка која што имаме воспоставена со местната заедница во селото Калугерица, од оваа година јавното комунално предпријатие и Советот донесе одлука да водоводниот систем кој што е во селото Калугерица биде преземен од наша страна и мислам дека во тој дел апсолутно ќе ги направиме сите напори да благовремено бидат снабдени сите жители со питка вода од самиот водоснабдителен систем. Околу 250 домаќинства со 1000 жители, некои македонци, други турци. Кога станува збор за своето родно место, сите се едно. Заедно вложуваат, напредуваат и се борат за подобра иднина на своите сограѓани. Нови улици, школо, црква, манастир, џамија, водовод, а наскоро се планира и изградба на канализационата мрежа, како и подобрување на инфраструктурата. И нашето село има негде околу 250 домакинства, околу 1000 жителя, плюс имаме околу 50 семејства иселени у Швајцарија. У селото имаме и малцинство, со кој добро си живееме. Имаме асфалтиран пат малку, мислам не малку ни пат асфалтиран. Имаме школа Осмолетка, у која доаѓаат деца и од Цулдурци и Војславци. Имаме фудбалска екипа која се надпреварува во општинската лига. Имаме црква, манастирче, каде што народот се собира на празници. Канализацијата во селото е во тек. Се планира да се заврши 2014. Животот во село Калугерица порано бил многу поразличен и подинамичен од сегашниот. Речиси целото население се занимавало со тутун. Со работа почнувале во раните утрински часови, а дома се враќале на зајдисонце. Но сега е поинаку.
Дедо Мирко цели 70 години живее во Калугерица. Решивме да поразговараме со него и ни направи една мала разлика. Каков бил животот пред 50 години, а каков е сега? Јас сум тука роден. Пример, нели? Тук сум роден, тук сум пораснал и тук сум стар. Ја не бија 70 години веќе. Јас знам оти што рече и бабата, точно да имало калуѓери, а до душа ние не ги знаеме. Кои се били тие калуѓери? Од тие калуѓери останало само 7 куќи наши. Нели, мислам македонците. А после тука се населиле многу турци и они беа пред неколку години многу. Ние бееме у школото, пример, нели? Ние сме биле околу 15 деца, а они беа околу 100 деца. Првото школа која ни беше старо. И после едно време, кога дојде, ние полека, нели се населиме, дојдеа од страна. Дали од Нагарновци, дали од Попавница, нели, тие села, може да ги знаат и вие, ама. И населија се и ние почнаваме да растеме како македонци, нели, не турци. И после едно време дојде това еден таква за турците да се селат од тука. И турците кога почнаа да се селат, стварно биде едно брзо време, они се изселија од тука. И дојдеа се друзи, искупија имањето, куќи, такви работи се. И ние си мислам оти од тога и почнаваме да бидеме повечко и повечко. Имаме си ора. Викаме го високо гумно. На друго место не даваат турците, а они го центар држаа. И тука минаа баја години, додека го зафанаваме ние това. Мислам центар на селото. И тога знам оти со гајда, а они тапани, Байрам, нели, они беа јаки. И ние со гајда тога стуква и заземаваме го центар на Калугерица. И од тога усвоиме го веќе, речи кажи. Целиот центар тоа што ни беше. И почнаваме веќе ние, а они се исцелија, нели така речено, тамам така одеше. И после тоа и школото се намали ради децата. Големото училиште, школото, нели големото соба беше Нина, па сега се занимаваме ние. Поленка. Сега дека ние, нашите деца, нели, бидеа повечко и речеа, вашето ке е това, вика. Не може да биде на турците. И поленка, нели, викам, тя така го освоиме, Калугерица, како таква. Животот во село Калугерица сега е поинаков. Многумина од младите се иселени надвор од државата во потрага за подобра иднина. Останаа најупорните, оние кои немаат каде да одат, или пак оние што имаат работа токму овде. Македонци и турци, сите заедно работат, учат, живеат и меѓусебно ги споделуваат своите среќи и проблеми. Животот у Калугерица моментално е многу добар за моментално луѓето како што се опстанени. Арнама има моменти сега младите гледам оти не опстануват со това што го имаме ние. А зашто? Врска се работе па за пари. Значи, шом нема да му дадеш на младите да прошета, значи нема инзистенција од што да му дадеш и мора да тера чаре да работи. В тај смисъл. Јас мислам дека е у Калугерица така стандардот е тај, а па натаму. Иселени ли се многу? Од тука им горе-доле половините млади се ојдени. Можда и повеќе дел од млади. Излезени со од селото. А те што се останали од што живеат? Земеделие? Со земеделие, да, само земеделие. Имаме нешто запослени луѓе, ама ретки се и некоја минимална плата. Имаме запослени луѓе, точно, ама нема плата голема. Со 100 евра, 120 евра тука е најголемата плата, мислам. А каков е со живото? Имате, значи, турци и македонци. Да. Как се живее? Многу добро. До сега немаме никои проблеми.
мислам, они са добри према нас, а па и ние сме много по-добри за них. До ден денеска не имаме никакви проблеми. Со страна со турците немаме никакви проблеми. Тешко, немаме работа. И така, тутунче работаме. Ми со това постануваме и това него не ни плаќат. Живеете ли со Македонија? Не, живееме убаво, нема проблем за това. Добро живееме, немаме до сега ништо со них. Тутунот од секогаш бил основна и главна екзистенција на жителите од овој крај. Речиси не постои куќа во која нема тутун. Жителите велат дека ваквата култура навистина е тешка и макотрапна работа. Но за да биде полесно и поинтересно, семејството Павлови се собира со други фамилии и сите заедно се посветуваат на тутунот. Јас рече го од мало детенце, ама посебно ја од 30 години само на татун сум. И да, екзистенцијата нема друга, само на татун сме ние. Некоја година добро, некоја година лошо. А иначе посебно цело село тука се занимава со татун. Нешто имат сливи, нешто пипери сеат, луздина, ама повеќе на татун. Како целиот процес на тутуно? Кога се бере? Процес татуно е многу тешка работа. Некој може си мисли дека е лека, ама многу тешка. С починем од март, со правење на расади, викаме ние. И така, треба расад право да искараш, ниви да подготвиш, да се. Дали се подготвен добар период за сејна, па го сееме, па копајне, па сето тоа и мислам оти цело лето и цела година рече само со него. И кога ќе дојде, најважно да го кажам, кога ќе дојде за продавање најтешко ни. Продавањето, работа, мислам оти забораваме по-лесно, ама продавањето е најтешко. Види, ние сме сега тука на помоќ, кавај колега ми е тука, пријатели сме, заедно работиме со него, се работиме. Они вадат 3 до 3 по тона татун, а ние тројца до 1600-1800 кила, мислам. А они се повеќе фамилија, малко вадат. И така е, иначе друго. Прилика секоја година или толку се вади? Прилика таа е, мислам, тук сме ние, ние 3 члена сме, тука не е, 1600, према годината, как ќе даде, годината ако върне, дожде, ако има, ќе даде, ако не по-малко. А иначе, друго да се, до нас е това, ние ще го работиме, това го работиме, тук не е тешко ние да го работиме, тешко ние за предавањето и плюс нема, туно се и сета, тъпкаво место, цените се сетија, сега со субвенции немалко, да речеме залажават, не залажават, дават лели, ама туно е това, класа не ги качуват. Ево е сега, почина некои да откупуват, дори четвърка, има четвърка 55 динара. Мислам, оти няма накрая да излезеш со четвърка. И просто ќе ни доа 120 динара, 130, ако така, мислам, продължат така. И деки. А секоја година е таа, нема, качуват го 5 динара. На класа, мислам, од класа, 5 динара, шо е, а секоја година, мислам, друго се качува, а нашето се е тука место. Одејќи по прекрасните улици и разговарајќи со жителите, дознавме дека во селото има и бајачка. Решивме да ја посетиме. Ни кажа дека кај неа доаѓаат многу луѓе, кои сакаат да им помогне кога се чувствуваат неубаво. Ни раскажа за незините почетоци како бајачка. На 27 годишна возраст, на сон и дошла некоја жена, која ја посочила што да прави. Од тогаш таа секојдневно го работи ова. Јас дека лекувам од уруци, од упла кои се плашат, од нервоза турам потки, од падалица турам. На вода гледам кој шо му нешто да ме угазен, урочен или нешто нагазил. Потки за деца турам, потки за женавајне турам. Народ се врве кај мене, коли секој дојде вторник, петок и недела. Многу. Вај ден само 3 коли дојдеа, ама не се научија, а некна може 10 коли дојдеа. Многу идат и нааѓаат си леко, кој оде качува, таа од струга некна дојдеа чујале.
од Центурала, доаѓа та од Швајцарија. Чуат оти жената фанеа падалица, а не мала, фаќа, со авион се доваѓале од Полони и да ја турам потка и да се врнат па. И после дојде таткото и донесе ми 100, пошто гај дадеа 100 евра, после донесе 50, вика мојата керка оздраве. Албанци беа, ако не оздравееше, ние јомаш сакше да остае, вика. Они с кришмум од мажо беа дојделе, он на работа, таткото и керката авион од Швајцарија, од татта такси до тука, под нахи и до там бидео. Само се држа потката, тај ден што ќе се туре нема да се бајна и да се пере. И до 40 дена нема да јаде лук, корах, риба, од кокошковото месо само крилото не, другото ќе го јаде. До 40 дена. После 40 дена може да се јаде. А перејни и бајнајне тај ден никој пат кој што имат падалица. И јас ми се това на мене сонено ми още 27 години бех. Само него работех, татко ми и мајка ми лечеа. После веќе ка настарех, почнах. Прво ми се сони да баа ми со секира од дупла. На мене детето ми стануваше, второто ноќе ќе преписка, ќе стане. Ќе преписка, ќе стане. Секој пат го носех секаде, никаде и на сон дојде една жена, вика, твоето дете што станува, има упла, вика, од домнашна. Ќе му туреш потка, вика, ќе му бааш со секирата. Со секира баам јас на реката. Викам јас за панасон, ќе си ја изабам, викам секирата. А не таа што трупаш дрва, има удујната, имаме дујна тука. Има удујната, вика, таа ќе ја земеш. И уидех, побојава му на детето насон, она ми кажа што да викам, жената стоја до мене. И утрето одам на мајка ми кажувам, баш беше дено спасов ден. Викам јас така сонив, мамо. Вика, иди види дали има секира. Викам, видех у дујната има секира. Дујната така рапаляк младоци починни. И забајаха, ма скришмо бајах. Млада бех многу тога оше. Да сам била на 21 годих, него 26-7 години, нека е било толку. И после татко ми кој дојде, абе дедо, многу страх имам това, имам керката баа од страх, керката баа од дупла и почнах да баам. И сега веќе идат, кој како дојде по баа, фане му се лек, каже на друг дојде, трет дојде. Некои стари традиции и обичаи одамна се напуштени, но не е таков случајот и со Калугерица. Дедо Тодор повеќе од 5 години бил селски разгласувач или познат кај народот како протогер. Но со развојот на технологијата и со појавата на мобилните телефони, речи си никој веќе не се занимава со оваа дејност. Сепак, дедо Тодор се согласи да не врати наназад и да ни покаже како изгледало сето тоа. 5 години работих. 5 години работих по 100 динара, 150, как ќе чинат така. 5 години работих у селото. Ама сега не работам, има многу чурук, не плаќат. Тие што тај, кој те ставил, тај не ти плати. Викам, добро, викам. И због това не бил, избегавам. Сега под пензија одех си, работих 27 години у Благо Туфанов. Бе на работа. Испани годините, одох под пензија. Каква работа е протогерството? Интересна, тешка? Бех каравар у кравен базајн. Мазач на кравите, без стопанство. После едно износно време и работник бива. Тешко ли е да бидеш протогер? Абе, не е тешко. У месецо ти дојде, ја 2 пат да викнеш, ја еднаш ќе викнеш. Толку. Ти тук у селото прв ли протогер си имало ли по-рано? Имаше и по-рано. И по-рано имаше протогер. Оно в село без протогер не го било, има некој викат, месна заедно ќе си викаме с телефони. Сега повеќе на телефони. Нешто за пожари така која има, кажам се горе на гумите горе, избикам се, ајде другари, пожар има, сите да излезат да се гасе, кој нема да излезе ќе се казне. Това. Пери се те, некои од градот го доат партии нешто, за конференции, за после нешто го дават за некои пари.
На една прекрасна височинка во селото се наоѓа и црквата Свети Ѓорги. Изградена е многу оддамна, но со тек на времето е реновирана, уредувана, дополнувана, па сега има сосема поинаков прекрасен изглед. Млади и стари доаѓаат овде и се молат за подобро утро на своите најмили. Најмногу е посетена за време на големите христијански празници, а за мала и голема Богородица – речиси сите жители се овде. Имате Свети Ѓорѓе, на Свети Ѓорѓе збираме се, служаме си, народот си иде, младежо иде, пуштуват си од црквата, селци, не се ја изостава. Иди много народ, венчуват се тука, се на летната петка исто па така, па се збира народо за Великден, за Божич, па така си ги пуштуваме деновите празници, неделчин ден, према недела, идат си на црква, пуштуват си сите, народо не, младежо, сите. На Великден ке се зберат од вечер. Вртат се, попуси доваѓат, вадат си црква, се. Прекрасно е уреден и дворот на црквата. Голема трпеза, прекрасен поглед, убава и мирна атмосфера. Тука се и двата бунари, кои се изградени со помош на местното население. Едниот веќе не е во употреба. Не еден бунар, два бунара се. Тај си ни препадна од црквата. Тај бунар го вадија. Војна ми, Марча вика, да до Јован пата, Јован го вика, да до Трајан, баба Борка, се они ги вадија бунарите. Плева, унатре, копаа ги, вода доде, они ги вадија, они мајстори се вика, градија ги, се они. И пак доваѓаше народо, селото да си поможува, а се. Старите баби шунивеа сите, носат сускотачи, камена, за да ги градат, да градат бунарите и двата бунара. Во далечната 1968 година во селото е изграден и манастирот Света Богородица. Местното население вложувало се повеќе и повеќе, за да манастирот го добие сегашниот изглед. Сега истиот представува прекрасно место за сите верници, како од Калуѓерица, така и пошироко.
Манастирот е изграден 68 година. Манастирот, темели се ставени тогаш. После утеку на времето, полека, разбираш, ние село тука, ние немаме ние црква у селото. После таа година прославиме го право Свети Богородичка да си славиме у селото. После се почнаа луѓето да било тоа село, два село, се доваѓаат, научија се дека ние си уславаме денот Свети Богородичка. И от тоа полека, разбираш, и се изгради манастирчето и слава. А пред тоа да ви кажам, кръстчето как ще беше? Кръстчето си постоеше така на гол. Пред 2 години си беше. Стойна Евтимова от село Калугерица, он сега живее у Радовиш, она го стави кръстчето. И тогава полека, после теко на време на селяните тука, събраваме се и поставиме го темелио на манастирчето. Изгради се, колко, фала Бога, колко можеме толкова. Изградиме го, тремчи имаме тука, посебна куйнички имаме тука, посебни куйнички таму имаме. Цялото колко, мислям, помагат. Има помощ и от изпората, мислям, има. Помагат колко можат, помага се, разбираш. И то е то. Друго, що да ви кажа? Кој празник најмногу идат тука? На Свети Богородица доваѓаат најмногу. А имаме, мислам, прослава у лето, кој е просветено, мислам, тогаш. У јуни месец. У јуни месец, околу средината на јуни. Тоа па исто, собира се много народ тука, собира се. Идат и гости, од другите села доваѓаат, и доваѓаат, кои се доваѓаат на одмор тука, од странство, мислам, тука доваѓаат исто, што има од селото, у диаспората горе, у Швајцарија, Германија. Доваѓаат тука на прослава, на одмор кој доваѓаат, средината на јуни доваѓаат, некои се доваѓаат. И многу го се прекарваме тука, со них, и они помагат. Но освен жителите од македонска националност, свое собствено катче имаат и турците. Уште многу оддамна, за време на турското владење, во селото е изградена и џамија. Мало, но преубаво место за жителите од оваа националност. Нашата џамија постои од Османлија, значи од турско време постои џамијата. Имаме на година 2 пати Бајрам и секој петок се клајнеме тука. Имаме од Радовиш оџа и тоа е. Друго што да ви кажам. Има, доваѓаат. Сега младите повеќе одат на шетајне, немаме многу стари луѓе и тоа е. Имаме 15-20 луѓе и идат на петок да се клајат. Доказ за добрата соработка меѓу жителите од двете националности е и училиштето во селото. Двете воспитувачки, едната на македонски јазик, а другата на турски, им овозможи на децата
да ги прифатат и научат различните култури на двата народи. Подрачното основно училиште Орце Николов има сосема нов лик. Од 2000-та година е реновирано и пуштено во употреба со сите најнови стандарди и технологии за подобар успех на учениците. А пред извесен период во дворот на училиштето започна да функционира и повеќе наменското спортско игралиште. Се наоѓаме во нашето училиште Орце Николов, подрачно училиште на село Калугерица. Иначе тоа подрачно училиште на основното училиште Орце Николов, централното училиште наоѓа во Инјево. Инаку имаме уште едно подрачно полно 8-годишно училиште, кое се наоѓа во село Злеово. Оваа училишна зграда е релативно нова, од 2000 година е пуштена. Дотогаш наставата до 8 одделение се одбиваше во село Сулдурци. Тоа е на 3 км од ова училиште. Инаку старата зграда беше руирана и од 1998 до 2000 година се заврши оваа училишна зграда и во неа се воспитуваат училишни обврзници од прво до 8 одделение, вкупно 125 ученика, од кои во одделенска настава се 50 ученика, а во предметна настава 75 ученика. Наставата се одвива во 2 смени, бидејќи просторните услови се тие, што нема простор за сите во една смена. Иначе училиштето е направено со најнови стандарди, со парно загревање, подови, прозори, врати и наше е да го одржуваме и се трудиме да го ставаме во една добра кондиција, во една способност, бидејќи овде се образуваат ученици. А од оваа година во училишниот двор по долго време што очекуваме од страна на локалната самоуправа се изгради повеќе наменско фудбалско игралиште, кое што е повеќе наменско и за кошарка, одбојка, за да можат наставниците по физичко, а и местното население од село Калугерица да го користат тоа игралиште за извршување на нивните работни обврски, бидејќи 3 часа неделно тоа е голем фонд на часови, а порано немавме услови во училишниот двор. Сега тоа се среди и од оваа училиште, од оваа училишна зграда излегува многу генерации, од кои што сум од Орце Николов едниот и јас, кои што има доста успешни луѓе, успешни бизнисмени, успешни земјоделци, така да секојдневно во оваа училиште доаѓаат 15 наставника и кои што преводат и во другите основни училишта, за да може соедно да се среди таа настава. Така да покрај овие централни училишта ги имаме и други петогодишни училишта во село Војславци, село Сулдурци, село Покрајчево. Така да станува збор за една големо училиште со голема училишна мрежа, со негова обиколка околу 80 километри. Вкупно вработени сме околу 70 со техничкиот персонал и можеме да кажеме дека успешно одговараме на сите денешни предизвици. Ова е крајот на приказната за село Калугерица. Прекрасните луѓе и нивната голема гостопримливост направија да се чувствуваме прекрасно. Сега заминуваме со надеж дека повторно ќе бидеме дел од убавините на ова населено место, а вам ви преостанува да дојдете и да се уверите во тоа.